Јас сум роден во Велушина, сум роден во Битола, али живеевме во Велушина. И кога дојдовме овде се концентриравме околу населбата Ред Ферен. Родителите работеја секој ден ако се можеше и кој ќе имаше работа превремено, повесели беа, и поќе пари се праја. Јас, кога почнавте на школа, бев 8 години, брат ми беше 5,5 години, требаше да се облечиме, да заклучиме све, да одиме на школија, да се вратиме. Мајка ми не ја памтам, јас на утрото пред да се разбудиме, ќе ни направеше не кафе, hot chocolate, ќе ни направеше и ќе остаеше до кревето и бегаше на работа. Јас не ја памтам неја на утрото да ни прави јадење во работно време, али да не помилува и така натаму. Искуството, кој стигнав на школија, беше малце... имаше голема дискриминација према дошлаците овде. Ако не знаеше да збораш енглески, уште беше потешко. Кој ќе имавме неработно време, сабота или недела, се дружевме со други велушанци, одевме кај нив на визита, тие идеја кај нас и така се држевме поблиску. Има многу велушинци овде во Сиднеј или во Мелбурн, во другите градови негде низ Австралија? Има, низ Австралија има и во Сиднеј, и во Мелбурн, и во Ньюкасл, под Кембла, Вулунгон. Кога ги отвори Тито вратите на времето, тие села до граница скоро сите се испразнаја. Што беше причината главната? Причината беше што можеш да работиш од цел ден и цела ноќ, колку да клаиш јадење на маса. Тоа беше причината што сите бегаја. И дојдовме овде и најдовме со труд и со работа, најдовме поголема шанса да створиме некое си богатство. Тоа беше причината. Се познаваме долги години, знам дека редовно патуваш за Македонија и за твојата родна Велушина. Кажи ми кога последно беше Велушина? 2019 година. И како си помина, кажи ми накратко. Мислам добро беше. Пред тоа 5-6 години јас и други луѓе од велушкото друштво овде во Сиднеј и со помош од Мелбур и од друштвото таму и од Вулунгон. Значи се презема работи што со една цел да му се поможи колку се може на луѓето таму да претежно поќе на црквите и на манастирот. Тоа ќе те прашав, се прави нешто, се гради моментално велушини во тие околните села таму? Конкретно нека биде за Велушина, да. Тоа што можевме, мислам, направивме, само проблемот е што луѓето избегаја и трошоци вез ден се јавва, а нема кој да ги исполни жалбите што имаме. Имаме многу богата историја, специфично во Велушина. Многу луѓе има случајно за Велушка тумба, што е таму, кажуваа дека има 14 населби 8000 години, пред 8000 години. Значи, црквата имаме таму, мислам дека е од 8 век, Света Богородица, со сите од најстарите цркви во Балканот, не само во Македонија. И така имаме големо богатство, само проблемот е што не можеме да дојдеме до ситуација кај што тие луѓе од Министерството на туризам и други и од култура можат да ни помогнат за сето тоа да се крени. Најголемиот проблем е координација меѓу овде и луѓето таму. Нема тој контакт, немаме тие врски константни што можеме да разговараме пред да се почни некоја идеја или да се уствори некоја идеја. И тука е проблемот. Кој ќе дојде Света Богородица што е народен празник, тај да почнеме од председателот на Македонија. Покани. Праим министерот, покани. Градоначалникот, покани. Шансата е дека нема да добиеш позитивен одговор, али си пробал. За да се соберат сите овие луѓе во Велушина да дојдат? Да дојдат на денот. Ако можат сите, Со која цел? Мислам со цел да
да ја клајме Велушина на картата, за да знаат дека Велушина има длабока река, Велушина била таму пред 500, не знам да ти кажам колку старо е. But, со целта да промотираш, имаме нешто богатство таму. Овие работи што ги гледаш во градовите, по модерните градови, секаде се исти. Дали си овде, дали си во Канада, во Торонто, дали си во Нью Йорк, или сите се исти. Овие антични работи што ретко ги има во модерниот свет, тие се нешто од интерес. Гледам таму има многу туристи низ Битола што шата од Полска, од Данска, од други земји, по Широксока горе-долу. Сакам некој начин некако да ги тргнеме, да дојдат до Велушина. Тоа е многу добра идеја, многу добра идеја. Да. И ти викам, али сето тоа да го координираш, фаќа време, не толку пари, али време фаќа. Желба да си има. Да имаш желба и да имаш здрави луѓе таму кои ќе се уфатат за некоја работа да ја исполнат работата. И затоа мора да одиме од овдека и да помогнеме колку што се може, али треба да знаеме дека изврчето за пари не е стално, дека има крај на сето тоа. И затоа некои работи што се десваат таму, што гледам, не се сложувам со тие работи. Ако можеме некако да створиме некој систем за пари да се прати, самото да се обдржава таму, а не пари, везде. Во моментот има нешто во Велушина конкретно што се гради или се е завршено, или има нешто во процес што е уште моментално? Мислам, ние, јас кај 2-3 други од Велушкото друштво, ојдовме таму, помогнавме колку што можеме, али не можеш ти, ние не сме млади луѓе, не можеш ти цел живот да така, ако не се створат работите таму, да можат тие самите луѓе да ги водат, ќе биде малце тешко. Исто со помош нивни створиме некоја сума пари таму во Велушина за чистење на 2 гробишта што имаме таму. Кај што се дедовци и предодовци закопани, да бидат чисти гробовите, да секоја година да ги прскаали, како било што е начинот за чистење. И на тој начин помогнуваме, само проблемот што немаме луѓе. Најдолг период од животот што помине работејќи во што? Во трговија со прехрамбена роба и од Македонија, и од Бугарија, и од Маđарска, од Србија, Италија. И се запознав со многу луѓе во Македонија, во тој систем што се еволвира, можам да речам, од социјализмот до некој си транзиција, до некој капитализам, сето беше хаос пред 25 години, така нешто. Можеше добро да се живее, да се заработи од тој бизнис? Можеше. Кај ти викам, со труд и со време, можеше да се. Какво беше искуството со некои луѓе што ги спомнаш што работеше од Македонија или од Маđарска или било каде? Имаше добро искуство со тие бизнис партнери? Со македонците не. Со македонците од Македонија? Од Македонија, да. Што се деси? Што се деси? Луѓе не стоат на збор, луѓе со ограничени мисли, што ти сакаш да му расправиш некој концепт за гроз мастика од струмица, треба како некоја невеста, треба малце да ја окрасиш, па да продаиш поќе, што луѓето што беа на позиции во директорството не сака или не може да разберат што сакаш да кажеш. И така имаше некои причини, плюс тоа едно ти кажува, друго ти продава и сакам да ти речам дека немат добро искуство со македонците во Македонија. Дали работеше со други луѓе од Австралија, од овде или само од странство? Само од странство, претежно поќе носетме роба од источниот дел и од Италија и тоа беше. Мислиш дека можеше да се заработи порано
поќе во Австралија или денес може да се заработи или заработката иста е? Оти млади доста од Македонија последните 10 до 15 години јас заприметив лично дека се населуваат во Австралија. Дали на ваква онаква виза, или доста млади идат и не само од Македонија, од цел Балкан? Мислам тогаш беше малце полесно да се заработа покрај тоа што на источниот блок, западниот дел од Европа му беше забранет. Бугарското сирење не смее да го експортира во западниот дел и така имаше некоја стабилност во цената на сирењата и други производи. Откако се отвори Европа, сетне многу покорисно му беше на тие производители да му продаат роба на западниот дел на Европа, што можат многу побрзо и парите да се добијат и да се затвори циркуло на робата што иди и што се плаќа. Овде требаше да се чека некај околу 2 месеци од кој ќе платиш работа па да ја добиеш, па да ја преработиш. Таму можеш во 2 дена, истото со Германија или со Франција можеш во 2 дена тој процес да го завршиш. Да го завршиш, да.